Пензионерите, студентите, социјалците, младите над 15 години и странците може да работат без да ги изгубат веќе стекнатите права. Пензионерите ќе примаат и пензија и плата, а социјалците не го губат правото на социјална помош. Работодавачите ќе може да ги ангажираат 4 месеци во годината, но само во 3 дејности: земјоделство, угостителство и услужни дејности, односно ќе може да работат по хотели, домови за стари лица или како помошници во домаќинствата. Ги прашавме пензионерите дали се подготвени да работат. Имам 72 години, у 73-та. Психички и физички не сум способен да работам. Едва ја одам, сега се тркавам, не одам. Интересира, јас сум многу возрастна и не сум заинтересирана за работа. Таа душа моја би работела. Не од што би сакала, повеќе би сакала да идам на одмор, да идам на море, коските мои бараат сол, сонце. Сакам со пензионерите да идам. Не стигнува за месечното трошоци, за да го поминеме, лековите да си ги купиме. Кога не ми стигнува струјата да си ја платам, а сама живеам, јас морам да си заработам. Било каде да ме викнат, јас би работела, да. Таму да ме викнат кај нив и нив ќе ги заменам. Ќе работам и таму. Значи, професија не ми е проблем. И председател да ме стават. Јас не би работел до овие години, али оние што се помлади од мене, а се пензионери, мислам дека треба оваа шанса да искористат. Работодавачите не очекуваат големи ефекти од законот, бидејќи се изоставени многу дејности меѓу кои и градежништвото. Велат ќе се легализираат само оние кои сега работат на црно. Во суштина, законот треба да го олесни ова вработување со тоа што нема да има оглас, по едноставен начин на пријавување на работникот, значи со мобилен телефон, и наместо сите придонеси ќе се плаќа само пензиско и професионално заболување, значи нема да се плаќа здравство 7,5% и вработување 1,2%. Законот предвидува придонесите за пензиско и здравствено осигурување да ги плаќа работодавецот. Очекувањата се 30.000 лица да бидат ставени на располагање на пазарот на труд.